Добар ден, ова се пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со најава на делот содржините за овој понеделник, 14 септември. Денес се поставува камен темелник на фабриката Кондево во Тирс зоната во Штип. За околу една година во оваа италијанска компанија ќе бидат вработени околу 250 лица. Државниот завод за статистика ги објави податоците за падот на невработеноста во првата половина на годината. Вака ниска стапка на невработеност немало со децении. Од денес одредбите на Шенгенскиот договор за слободно движење преку границите не важат во Германија. Воведена е гранична контрола на германско-австриската граница. Денес ќе биде поставен камен темелник на фабриката Кондево во Тирс зоната во Штип. Ова е трета фабрика во оваа зона, инвестиција на италијанската компанија за производство на бойлери. За околу една година откако ќе заврши изградбата на објектот во Кондево, треба да се вработат 250 работници, во поголем дел машка работна сила. Инаку во Штипската индустријска зона, во трите фабрики наредната година бројот на вработени ќе биде околу 3000 лица, како од Штип, така и од источниот регион. Невработеноста во земјава е на рекордно ниско ниво, 26,8%, објави Државниот завод за статистика, чии последни податоци се потврда за позитивните трендови. Од активно население кој број 956.174 лица, 699.578 се вработени, додека пак 256.596 луѓе се без работа. Споредено со претходниот квартал минатата година невработеноста се намалила за 5.500 луѓе, а во однос на истиот период од минатата година бројот на невработени се намалил за над 13.000 лица. Стручната јавност смета дека за ваквата поволна состојба причина се комбинација од неколку фактори, како политиката за привлекување странски инвестиции, подобрување на соработката меѓу странските и домашните компании, ефтините кредити за стопанство и активните мерки за намалување на невработеноста. Продолжуваат инфраструктурните зафати во Штип. Од денес се почнува со асфалтирање на една од главните улици во населба Горна Железничка. Претходно беа асфалтирани улиците во Долна Железничка. Вредноста на проектот е околу 3,2 милиони денари. За 20 на денови се очекува да се асфалтираат улиците Вардарска во Штип. Во тек се тендерски постапки за улици во село Долани, како и во селата Врасаково, Суво Грло и Долно Трогерци, кои парично се помогнати од Агенцијата за финансиска поддршка на рурален развој. Првата младинска акција во Македонија Плачковица 75 од Штип одбележа 40 годишен јубилеј. Станува збор за работна акција која го има изградено патот од Штип до детското одмаралиште на Плачковица во должина од 43 километри. Првата младинска акција во Македонија, Плачковица 75 од Штип, денес одбележа 40 годишен јубилеј. Станува збор за работна акција која го има изградено патот од Штип до детското одморалиште на Плачковица во должина од 43 километри. Учесниците во акцијата се сеќаваа на потешкотиите кои ги имале пред почетокот на акцијата, како од организацијска, така и од техничка природа. Оно што најпрво требало да се направи е да се подготви местото, кај што требало првично да се сместат 300 младинци кои ќе работат на изградба на патот. Ние собраме младински активисти и одеме до Кочани со автобус, таму пешки до планината Плачковица одиме 5 часаата. Таму седевме повеќе време да ги припремаме бараките, услови да има за живот, да спремаме се. Кога се беше спремано, пак пешки, се вративме преко Припечани, Црвулево, Арголица и за Штип. Немаше ни превоз, ни автобуси, ни камиони, него секој пат пешки се одеше.
Работниот ден започнувал рано наутро со дневна заповед, на која се знаело која бригада што работни и општествени активности ќе има за тој ден. Станување во 4:30, мејање физкултура, тоа се, спремање, одење на траса, се работи до 2 сатот, после 2 сатот ручек, одмор, после одморот спортски живот, културно-забавен живот, го вика бригадирски джамбалаја. Нашата бригада работеше на банкините, беше тука горе на Турто, работеше на банкините уредување околу пато, така да и тоа време мели дечките бија ентузијасти, работеа се гордеа кој да се покаже највише, да биде најдобар, да биде прогласен вечерта, кој се дига знамето, да го дигне знамето, доби ударничка значка. По завршувањето на работните обврски, започнувал културно-забавниот живот кој останал во длабоко сеќавање на секој учесник, бидејќи секој можел да покаже во што е најдобар. Јас бев задолжен за организирање на културниот живот, за организирање на образовните активности, забавните активности, за организирање на општествено-политичкиот живот. На враќањето на годините поминати како дел од работната акција на учесниците им разбудија пријатни сеќавања и моменти. На оваа работна акција многу љубови биле кронисани со брак. Од убаво по убаво, се убаво. Најубави спомени имам од акцијата. После 40 години немам што да кажам. Оваа средба навистина е прекрасна, доловена од сите страни. Нашите гости ни се толку пријатни. По некоја си случајност јас се омажи во Штип, овде веќе сум 34 години и прекрасно се осеќам овде. Патот кој беше изграден од страна на младинците од Штип, Велес, Радови, Шкочани и други градови ширум поранешна Југославија за само 4 години, уште долго време ќе потсетува кога се организираа вакви доброволни акции. Успеавме и оваа акција ќе стане синоним за организирање на други акции што ја викам во поново време акции на 21 век. Направивме еден убав пат што ќе остане во вечно сеќавање на младите поколенија. Овие, знаете, овој регион плански беше неразвиен. Патот инфраструктурно многу значи за економијата во овој крај. Во чест на одбележувањето на 40 годишниот јубилеј издадена е книга под наслов Белешки документи од едно незаборавено време од авторот и директен учесник Тодор Кралев. Утре во етнокуќата во Кочани ќе биде отворена изложба на дела изработени во едукативната работилница за културно наследство во Кочани Кочанско. Отварањето на изложбата е во 13 часот. По најавата на германската канцеларка Ангела Меркел дека ако не се постигне договор за солидарно згрижување на бегалците по квоти во цела Европска унија, ќе биде доведен во прашање Шенгенскиот договор за безграничната зона. Одредбите од Шенгенскиот договор за слободно движење низ границите привремено не важат на германско-австриската граница, каде повторно секој патник ќе мора да покаже пасош или лична карта. Од вчера на граничните премини во Германија се спроведуваат гранични контроли, а исто така во застој и железничкиот сообраќај од Австрија кон Германија известува британскиот Гардијан. Само во саботата во Минхен, престолнината на покрината Баварија на југот на Германија, кое е првото место каде бегалците пристигнуваат, регистриран е рекорден број на 12.200 бегалци. Од почетокот на годината во Германија пристигнаа 450.000 бегалци, а до крајот на годинава германската влада очекува 800.000 нови бегалци. Министрите за правда и внатрешни работи од земјите членки на Европската унија ќе се сретнат денеска во Брисел на вонреден состанок посветен на решавањето на бегалската криза. Министрите ќе разговараат за планот за солидарно прифаќање на околу 160.000 бегалци од земјите зафатени од војна од Блискиот Исток и Африка, кој минатата недела го представи председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Неколку централноевропски и источни членки на Европската унија веќе изразија остро противење на планот, кој подразбира задолжителни квоти за сите држави од Европската унија во зависност од нивниот капацитет за прием на бегалци. Властите во Калифорнија прогласија вонредна состојба во оваа сојузна држава на западниот брег на Соединетите Американски држави заради серијата пожари што и натаму се шират. Илјадници луѓе мораат да ги напуштат своите домови. По моментов има 12 активни пожари, од кои 2 се особено опасни на околу 160 км западно и источно од Сакраменто. Овие пожари уништуваат стотици куќи, а во нивното гасење се ангажирани илјади пожарникари. 4 пожарникари се повредени додека се бореле да го задржат брзото ширење на шумскиот пожар
а работата на пожарникарите ја отежнува ветрот кој достигнува брзина и до 48 км на час. Шумскиот пожар, наречен Огнена долина, што пред 2 дена избива областа Леј Каунти, северно од Сан Франциско, брзо се шири на околу 10.117 хектари, соопштува Калифорниското Министерство за шумарство и заштита од пожари. Фудбалскиот клуб Брегалница по 4 претрпени порази вчера ја забележа втората победа на гости против екипата на Металург Скопје со резултат од 3:0. Стрелци на головите беа Стојанов, Нацев и Митрев. Водството против Металург го отвори Дарко Стојанов во 5-та минута. Во рамките на 6-тото коло во првата македонска фудбалска лига, Вардар обезбеди убедлива победа против Хоризонт Турново со резултат 5:1, а тоа беше познато уште во првото полувреме со 4 постигнати погодоци. На останатите надпревари, Работнички испушти победа против Шкупи, откако водеше до 86-та минута, а Брегалница и Младост Царев двор беа убедливи против Металург, односно Силекс. На табелата Вардар е прв со 16 бода, втора е Шкендија со 12 бода, Силекс е трет со 10 бода, четврти се Царев двор со 8 бода, еден помалку имаат Шкупи кои се пети, Работнички е на 6-та позиција со 7 бода, Брегалница 7 со 6, Турново 8 со 5 бода, а Реново и Металург се на последните две позиции со по 1 бод. Екипите на Брегалница, Голако, Делчево и Плачковица од Радовиш ја запоседнаа првенствената табела во третолигашката фудбалска источна конкуренција. Новите победи тие ги забележаа над тимовите на Осогово, каде Брегалница нагости славеше со 1:0 и победа обезбедена над Овчеполе, во која Плачковица славеше дома со 3:0. Стрелец на погодокот за Делчевчани беше Пешовски во 91-та минута. Гол кој беше постигнат откако Пешовски убаво во празно беше проигран од неговиот соиграч, а потоа тој со одмерен удар ниско по земја ја затресе мрежата на немокниот домашен голман Лазаров. Во останатите надпревари, едни од првите фаворити за првото место во третолигашката конкуренција, екипата на Беласица и Академија Пандев, ги поделија бодовите на теренот на Беласица. Висока победа славеше тимот на Слого од Виница, кој што со 6:1 го совладаа тимот на Карбинци. Уште два нерешени надпревари имаше во рамки на третото коло од третата фудбалска лига Исток. Саса и Напредок ги поделија бодовите во Македонска Каменица, играјќи 1:1, додека со најнепопуларниот резултат заврши надпреварот помеѓу Баби и Работник Лозово. Најдобриот светски тенисер Новак Џоковиќ ја освои титулата на Гранд Слем турнирот во Њујорк, откако синоќа го победи Роџер Федерер со 3:0 во сетови. Ова за Џоковиќ е вкупно 10-та Гранд Слем титула во кариерата, а втора во Њујорк. Воедно ова за него беше 55-ти АТП трофеј. Дуелот подобро го почна Џоковиќ, кој поведе со 1:0 во сетови, но сепак Федерер успеа да изедначи. Во третиот и четвртиот сет, Џоковиќ успеа да спаси неколку брейк топки и тоа му возможи да дојде до победата. Србинот имаше 6 брейка од 17 можности, а Федерер 4 од 23 прилики. Со овој триумф Џоковиќ го изедначи скорот во меѓусебните дуели против Федерер со резултат 21:21. Ова е се во пладневното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе за денешните актуелности гледате во Дневникот во 16:30 и на нашата веб страница kanalplus.mk. Имајте убав и успешен работен ден.